Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележа денот. Мицкоски ја заврши реконструкцијата на владиниот кабинет. Се чека одлука на партиските тела. Без успех заврши координацијата во собрание. Измените на изборниот законник ставени на пауза. 300 евра за испит. Приведена професорка од Универзитетот во Штип со парите во раце. Министерството за здравство тврди дека хируршките сали се во функција. Опозицијата обвинува дека здравјето на граѓаните е во ризик. Системот за климатизација се уште чека дел од Италија. Нов пожар на депонијата во Визбегово. Русија размислува за увоз на гориво за да го стабилизира домашниот пазар по украинските напади врз руски рафинерии. Во теме на денот вечерва за реконструкцијата на владиниот кабинет правиме анализа со Петар Арсовски. Останете со нас. Разговорите за реконструкција на владиниот кабинет завршија. Вечерва се очекува и партиските тела да ги потврдат одлуките. Пред малку пресконференција одржа лидерот на движењето Знам Максим Димитриевски. Последните информации ги има колешката Катерина Нешкова. Имаме во живо во Дневникот. Катерина, што велат од Знам? Така, Знам веќе ги дефинираше своите позиции, опфатени со реконструкцијата на владата и со тоа полека се заокружува сета она слика која што изминативе денови како информации беа лиферувани по повод промените што ќе бидат направени во владиниот кабинет на Мицкоски. Ќе ги почекаме подоцна вечерва и одлуките на главната владеачка партија на ВМРО ДПМН. Она што е последно од Знам е дека Знам останува со двајца министри, останува министерот за јавна администрација, промени ќе има во ресорот правда, кој што сега преминува во рацете на Вредино. Затоа, како што објасни лидерот на партијата, оваа партија ќе го добие ресорот земјоделие, ресор во кој што сметаат дека тие ќе добијат најмногу. Од тука се предлага како министер досегашниот државен секретар во министерството Борче Серафимовски и подпредседател на партијата. При тоа Максим Димитриевски се заблагодари и на досегашниот министер за правда Филков, за кој смета дека направил доволно во делот на реформскиот процес во ресорот правда. Еве ја последната изјава на Димитриевски. По сеопфатна анализа и консултација во рамки на партијата, како и со нашите коалицијски партнери, денес извршниот одбор едногласно одлучи Министерството за јавна администрација и понатаму да остане и да биде предводено и менажирано од актуелниот министер Горан Минчев, кој во изминатите 2 години покажа дека реформите можат да се реализираат со знаење, визија и политичка одговорност. Истовремено, движењето Знам за наша Македонија ќе го превземе раководењето со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. За министер го предлагаме господинот Борче Серафимовски, кој што е актуелен државен секретар во оваа министерство. Станува збор за човек кој ги обединува академското знаење, менаџерското искуство и практично познавање на системот. Истиот и самиот е земјоделец. Катерина, ете ги слушнавме последните информации од Знам и промените во редовите кои што ги застапуваше Знам во владината коалиција како министерство. Што е познато се досега како кадровско решение и кога се очекува Мицкоски да го објави списокот на реконструираниот владин кабинет во целост? Иван, веќе во 20 часот и 30 минути Мицкоски ќе треба да соопшти на јавноста за тоа за какви промени се одлучил во неговиот кабинет. Се работи за 24 позиции во владата со се онаа премиерска позиција. Согласно промените кои што досега се шпекулираат во јавноста, тоа ќе биде еден поголем зафат. Како што рековме дека Вреди сега добива 6 министерски позиции, со тоа што според последните информации заминува од владата нели Арбен Фетаи како заменик председател на владата задолжен за добро владење. Овој ресор според последните информации од владеачката партија нема да постои повеќе во владиниот кабинет. Во Министерството за односи меѓу заедниците заминува Стоилковиќ, на негово место доаѓа кадар од Вреди. Последните информации се дека за таму се подготвува Агон Ферати. Потоа промени, како што споменавме, веќе ќе има во правда.
ресорот од знам оди во рацете на вреди, тука се споменува универзитетскиот професор Јетон Шасифари. Во земјоделство овој пат заминува Цветан Трипуновски, кој што е кадар на ВМРО ДПМН. Овој ресор рековме оди кај знам и тоа ќе го води Борче Серафимовски. Министерството за здравство заминува во рацете на ВМРО ДПМН. Последната информација е дека на ова место ќе дојде актуелниот директор на Фондот за здравство Клековски, со тоа што за кадарот на вреди, кој што досега беше таму, Азир Алиус, се планира исто така некоја повисока владина или директорска функција. Неизвестно е дали ќе има промени во Министерството за образование со оглед на тоа дека ова министерство беше спекулирано во последниот период, но во последните денови не се споменува никаква промена. Министер за социјална политика заминува Лимани, кој што го напушти вреди. Овдека се очекува министерската позиција да ја превземе ВМРО ДПМН преку заменикот Ѓоко Велковски и ќе се ослободи заменичкото министерско место кој неофицијално ќе оди токму во рацете на знам. Промени ќе има и во Министерството за локална самоуправа. Златко Перински заминува од оваа позиција, него ќе го наследи според последните информации Иван Стоилковиќ, а Перински се споменува како нов директор на Фондот за здравствено осигурување кој што го ослободува Клековски. Потоа промени беа најавувани за спорт, но сега и тоа место веројатно ќе остане. Промени има и во Министерството без ресор кој што го води Шабан Салију. Шабан Салију е дел од процесот поврзан со Кочани. На негово место најверојатно ќе дојде нов владин коалициски партнер. Тоа е Демократската партија на турците кој што ја предводи Беџан Илјас, кој досега доскоро беше дел од Европскиот фронт на ДЕУ, значи опозицијски, потоа стана независен и најверојатно ќе биде дел од власта. Мицкоски веќе најави зголемување на владиното мнозинство со уште еден пратеник. Предпоставувам дека тоа ќе биде со оглед на неговото дејствување во собранието или Демири од кој досега беше дел од Алијанса, инаку поранешен министер за здравство. Тоа се отприлика овие кадровски промени кои што морам да кажам дека се уште, освен оние имиња кои што ги потврдија од знам, е во доменот на спекулациите или пак брифинзи кои што стигнуваат од владините партнери. Да, Катерина, ќе мора да ги почекаме официјалните информации кои што ќе ги сподели Мицкоски по седницата на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, меѓутоа ги следев овие информации кои што ги сподели со јавноста. Ова доаѓа некаде над 8 промени во владиниот кабинет, што е над 2/3 од актуелниот состав. Што значи ова во однос на постапката за промена, односно за реконструкција на владиниот кабинет во собрание? Како што споменав, сега се 24 владини позиции со се премиерската. Ако останат сите овие промени кои што ги наведов, тоа се веќе 9 промени со се укинувањето на Министерство без ресор за добро владење или вице-премиерската позиција што досега ја држеше Арбен Фетаи. Да, тоа значи дека над 1/3 од составот на владиниот кабинет ќе биде променет, доколку реков остане ова вака, тоа би значило дека нема да се оди на поединечно гласање за секоја министерска промена, туку ќе се оди согласно уставот на избор на нова влада, тоа значи дебата во собранието од еден ден и гласање за цел нов владин кабинет на Мицкоски, односно премиерот ќе треба да достави комплетен список на сите министри кои што ќе бидат дел од владата, и тоа е една, можам да кажам, брза процедура во собранието отколку поединечното гласање, која што често е избегнувана со цел да не се бара потврда од 61 пратеник, но со оглед на тоа дека мнозинството со кое што раководи Мицкоски во парламентот е стабилно и повеќе од 61 пратеник, предпоставам дека нема да биде проблем за владеачката коалиција и овој начин на промена на владиниот кабинет. Да, веројатно и можност да се потврди преминувањето на овој блок на независни пратеници. Катерина Нешкова, сепак ќе ги почекаме официјалните информации од ВМРО ДПМН. Ти благодарам за ова вклучување, ќе ти имаме повторно во живо во вечерните вести во 21 часот. Потешко оди обидот за договор околу измените на изборниот законник, ниту две средби за координација во собранието не помогнаа да се усогласат ставовите за да се продолжи со процесот. Главна причина за несогласување според партиските извори останува диаспората. За утре е договорена нова координација.
Пропаднаа двата обиди на пратеничките групи да се закаже комисија за изборниот законник. На интензивни координации зад затворени врати пратениците не постигнаа договор за да се спречи најавената блокада од СДСМ и Левица. Извори за сител од мнозинството вела дека разликите остануваат. За дел од точките постои приближување на ставовите, но тоа не значи конкретен договор. Утре во нови обиди ќе пробаат да ги доближат ставовите. Според брифинзи од опозицијската СДСМ договор нема, ниту пак тие се откажуваат од намерата да поднесат 10.000 амандмани за да го блокираат изборниот законник, ниту пак ја прифаќаат понудата на премиерот да предложат амандмани со кои ќе бараат корекција на начинот на заокружување и поднесување приговори и истите веднаш ќе бидат прифатени. Според истите извори, прашањето за гласање на дијаспората останува најголем камен на стопнување, затоа консултациите продолжуваат. И од Левица вела дека има придвижување, но детали нема да кажат во кој дел се доближиле ставовите. Од пратеничката група вела дека во работната група е завршена голема работа, но утре или најдоцна до четврток ќе се знае судбината на изборниот законник. Владеачката ВМРО ДПМН ја повтори понудата на Мицкоски, ги повикуваат СДСМ и Левица да поднесат амандмани и консензуално да се изгласа изборниот законник. Венко Филипче и Димитар Апасиев со блокада на овој закон сакаат директно да и нанесат штета на Македонија во делот на исполнување на реформите од реформската агенда, но и во повлекувањето на средства од планот за раст. Интегративците пак вела дека нивниот став е конзистентен, дека изборниот законник мора да се носи со етнички и политички консензус. Донесување на изборниот законник треба етнички и политички консензус. Без етнички и политички консензус не може да се донесуваат правила кои се поставуваат правила за изборите, било тие парламентарни, било тие локални избори или председателски. Од вреди очекуваат опозицијата да покаже разум. Сметам дека сепак опозицијата ќе се вразуми и ќе ги поддржи овие измени. Собранието со 59 гласа за ја изгласа потребата да се донесе законот по скратена постапка. Ивана Соколович, Најдова, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавив за реконструкцијата на владиниот кабинет, анализираме со Петар Арсовски. Добро вечер, добре дојдовте во Дневникот. Се чека официјална одлука на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, но она што го соопштија коалиционите партнери веќе ни дава јасна слика за она што ќе се случува со кабинетот предводен од Мицковски. Има ли некакво изненадување? Па не би рекол дека има големо изненадување. Може би овие преместувања во фонд за здравство и во здравство бијте се шпекулираше со други имиња, но во основа контурите на владината одлука беа познати подолго време. Така што во политичка смисла не се многу важен сегашниот состав, да видиме како ќе оди новиот состав на владата во исполнувањето на ветувањата, бидејќи секоја реконструкција е обид да се тргне багажот од претходниците и да се донесе нов политички легитимитет и капитал. Но дали тој бил успешен или не, затоа треба да ги почекаме новите министри да седнат во фотеите, па како ќе им биде. Но може да анализираме каква порака праќа ова за променетите. Што значи ова? Дали тоа што знам го губи ресорот правда, а вреди го добива освен правда и ресорот за односи меѓу заедниците, значи дека Мицковски бил многу позадоволен од резултатот на вреди? Па сигурно да. Нема бегање од заклучокот дека оние министри кои се сменети од нив Мицковски не бил задоволен. И главен добитник во оваа рекомпозиција е секако само премиерот, бидејќи тој реафирмира една авторитарна позиција, кажувајќи дека оние од кои не е задоволен може лесно да ги смени, без големи турбуленции помина тоа во јавноста, особено смената на Филков, за која се зборуваше дека знам се противи доста силно, така што во таа смисла политичкиот кар од маневарот оди кај ВМРО ДПМН. А дали тој политички капитал ќе се задржи во функционирањето на владата, тоа допера треба да видиме. Македонија не е земја кај што цветаат ружи и секоја влада со тек на време акумулира едно незадоволство помеѓу дискрепанцата од очекувањата на електоратот и испораката на владата. И тоа е главната причина за реконструкција, тој ресет на политичкиот легитимитет. Но проблемите остануваат од понеделник и предизвиците ќе останат од понеделник без оглед кое име ќе се најде во која функција. Ајде, за проблемите во ресорот правда, викендов знам почна со одржување на трибини. Говорејќи на таа прва трибина, го слушав министерот за правда Филков, вели дека успеал да направи законски измени и реформи во 23 закони, од кои што 13 биле дел од реформската агенда. Тој вели дека е целосно задоволен од она што го постигнал. Што може да му се
се замери на Филков? Кога гласачите го гледаат ресорот правда, тој не може да го одвојат од испораката на право и судските реформи. Па така нискиот кредибилитет на судството и воопшто судската фела секако се прелева во Министерството за правда. Може би звучи парадоксално, но гласачите и може би неправедно очекуваат од министерот за правда да биде еден вид камшик и за судиите и за целиот тој ресор, што по природа не му е должност, но тоа е едно неблагодарно министерство во кое дури 23 промени, дури да прифатиме дека биле неверојатен резултат, не менуваат многу од тие 2% доверба за која цело време зборуваме. Така што Колку може да му се замери на Филков за транспарентноста? Многу ретко можевме да го видиме со отворени јавни настапи. Не зборам за подготвени пресконференции, за директни телевизиски гостувања. Речиси и да не го видов. Па на сите овие министри кои се сменети може да им се забележи скоро истото, кај Филков повеќе. Видете, денешното време бара министрите да бидат транспарентни. Тие се всушност го представуваат своето министерство. И во денешно време исто така можеш да бидеш активен во комуникацијата на тоа што правиш, бидејќи ако не си активен, гласачите претпоставуваат дека не правиш ништо. Да бидат свесни тие што доаѓаат. Така е, да бидат свесни тие што доаѓаат. И ќе видиме што ќе се случи понатака. Зборувавме и за ресетот на политиките. Главните прашања во овој момент околу реконструкцијата на владата се две. Првото е на која процедура ќе оди Мицкоски, и второто е дали тие имаат врска со предвремените парламентарни избори. За другото, ќе го почекаме понеделникот што ги чека новите министри и ќе видиме дали те ќе се снајдат подобро или уште полошо. еден момент, Мицковски попладнево веќе потврди во телевизиско гостување на Телма. Беше гостин, рече дека има нов партнер во владата, Демократската партија на турците. Сега има информации дека нема да биде само тој пратеник кој што во моментот делува како независен, дека ќе има приклучување и на други независни пратеници. Што значи изголемувањето на коалициони партнери во овој момент за владиниот кабинет на Мицковски? Значи зголемен политички кредибилитет во собранието, да не забораваме дека еден пратеник ја напушти владеачката коалиција од знам пред некое време, па ова може да се гледа како на дополнување на парламентарното мнозинство, значи некаква реституција, можеби и некој пратеник плюс, но во основа нема да направи големи политички промени. Мицкоски, ВМРО ДПМН и коалицијата имаат комотно мнозинство, имаат голем политички капитал. Еден пратеник плюс или минус ништо нема да смени, но ќе покаже дека ќе даде еден политички моментум околу тоа каде се движи коалицијата и дали кон нив се приклучуваат или се оддалечуваат пратеници. Партијата на турците за која се зборува не е беззначајна во смисла на гласови, особено во неколку изборни единици, така што тоа може да зборува и за предизборна коалиција доколку се потврдат на најавите за предвремени парламентарни избори. Тој вери дека ги планира за соработка дури и за следните локални избори, каде што имат многу поголема политичка моќ. Сега кога зборуваме за владењето на правото, некако кога беше воспоставувана таа позиција заменик председател на владата задолжен за добро владење, беше најавувано дека тоа ќе биде дополнителен импулс во однос на борбата со корупцијата, за јакнување на владењето на правото во државата, ама еве сега ги следиме и двајцата сите случувања и македонската јавност некако не видовме некој голем резултат од сите досегашни заменици премиери, вице-премиери за добро владење. Денеска добивме информација дека тоа веќе нема да функционира така како посебна личност која што ќе го води ресорот. Каква порака праќа Мицковски со овој потек? Факт е дека Министерството за добро владење, односно министерот за добро владење, тој во основа е министер без портфолио. Беше еден вид политички трофеј за претходната влада, па и за оваа сега, бидејќи всушност министерството има малку ингеренции. Ги нема ни ингеренцијата на Државната комисија за спречување корупција. Пониски се собира на почетокот изјави како ќе работат министрите, се обврзува Тоа се тие не можат да потегнат истрага, не можат да поднесат представка, не можат да поднесат обвинителен акт и така, немаат реална извршна моќ. Така што тоа министерство имаше дискрепанца помеѓу очекувањата и незиниот реален механизам. Внесувањето на тоа портфолио директно под кабинетот на Мицкоски, што е единствената опција ако го укинете министерството, тоа е премиерот да ја врши и таа.
функционално со тоа да биде под неговиот кабинет, ќе го зголеми портфолиото, можеби ќе донесе некаква поголема ефикасност, бидејќи во кабинетот на премиерот е сконцентрирана поголема моќ одошто кај министерот за добро владење, но ќе го зголеми и предизвикот и очекувањата од премиерот и понатаму секое едно нешто кое би требало да го прави министер за добро владење или недостаток на истото, ќе му се припишува директно на премиерот се разбира. Ајде ќе видиме како ќе функционира тоа во иднина. Сега зборувајќи со колешката Нешкова, таа ги спомена сите промени кои што засега се познати. Јас не стигнавме до некоја бројка на 9 промени во владиниот кабинет. Тоа веќе поминува бројката од 2/3 од целокупниот владин кабинет, што најавува расправа за целосниот владин кабинет во собранието како процедура. Што значи ова? Дали ова може да се толкува како затворање на прашањето за можност за предвремени парламентарни избори или само обид да се намали можноста за долга собраниска дебата за исполнетото од страна на кабинетот до сега? Прво ќе одговорам на второто прашање, бидејќи тоа полесно. Мислам дека едното со другото нема никаква врска. Реконструкцијата на владата е некаков ресет на политичкиот систем околу владата во моментот и како и се во Македонија за 2 недели ќе стане стара вест. А за предвремени парламентарни избори зборуваме на пролет 2027 евентуално по шпекулациите кои се случуваат. Од тогаш, од сега до тогаш има во политичка смисла цела вечност. Така што било какви политички реперкусии од овие промени сега ќе изветреат до тогаш и ние претпоставувам во септември повторно ќе ни биде актуелна темата за предвремени парламентарни избори, бидејќи крупната политичка ситуација која тоа го изискува заедно со оној термин 2029 за локални председателски избори, завршувањето на мандатот на Мицкоски во рамките на ВМРО ДПМНЕ и така натаму, тоа некако прави поверојатно да бидат предвремените парламентарни избори. Се што се однесува до процедурата, така што едното со другото нема врска, што се однесува до процедурата, парадоксално процедурата во Македонското собрание е пократка ако ја бирате целата влада, одошто ако реконструирате министер по министер, тоа што го викаме поедноставена процедура. Таа покомплицираната е побрза, веќе завршува за еден ден. Се гласа владиниот кабинет во неговиот целосен состав и имате една можност 24 часа и на крајот се гласа. Мислам дека тука лежи главната причина во бројот на промените. Мислам дека е многу поверојатно Мицкоски да оди на таа варијанта, токму за да избегне долготрајната дебата и да се зборува еден по еден за тие 7 или 8 министри колку би биле во промените, во кои опозицијата ќе може ќе има 7 или 8 пати можност да ја нападне владината коалиција. Така што мислам дека во секој случај треба да очекуваме враќање на целиот мандат и гласање на нова влада, бидејќи е тоа поедноставна процедура која ќе го затвори. Ќе затвори оваа дебата, особено поради тоа една дигресија, што многу долго зборуваме за владината реконструкција и многу долго се влече незиниот потек. Сега сме во жижата, а тоа веќе се зборува 2 месеца за нив и време е Мицкоски да ја прекине. Мислам дека многу поодамна Мицкоски ја најави таа реконструкција, 2 месеци секојдневно се 2 месеци шпекулираме за имињата, да. Така е. А гледано од денешен момент, дали во моментот има некаков предизвик за Мицкоски или тој може да игра на сигурна карта со распишување на предвремени избори, колку за него е тоа опција? Македонија во основа се соочува не со политичка криза, туку со криза на капацитет. И ние постојано се соочуваме со се подциничен електорат. И во таа смисла, очекувањата на електоратот постојано се изневерени. Бидејќи се соочуваме со еден релативно разгален електорат, кои сите би сакале да имаат пензии од неколку илјади евра, ништо да не работат, кога на тутунарите не им се допаѓа цената пред влада, кога на лозарите не им се допаѓа цената пред влада, кога на синдикалците не им се допаѓа пакетот пред влада. Таквата состојба прави владите во Македонија да се трошат. Се трошат бидејќи доаѓаат со големи очекувања на власт, со високи ветувања, а тешко се спроведуваат тие, особено со очекувањата на електоратот. Така што тука треба да се гледа причината зашто Мицкоски евентуално би одел на предвремени парламентарни избори. Во еден поширок механизам кој е поголем од неговата желба, од сегашната реконструкција или од другите политички динамики.
Моето лично мислење е дека многу поверојатно дека ќе мора да оди на предвремене парламентарни избори, одошто не, но еве за тоа да оставиме тој да одлучи, тој има право да го одложи. Да, за некој месец веројатно ќе биде појасно што ќе се случува. Расовски морам да ве прашам за моментот кој што го погледнавме врзано со измените на изборниот законник. Што очекувате да се случи во оваа насока и како тоа може да влијае на политичката сцена, па дури и на овој процес за предвремени избори? Во моментот гледам две точки во изборниот законник околу кои не се затворени прашањата. Имајќи предвид дека сегашниот предлог за измените на изборниот законник не ги засега оние препораки од ОПСИ и од ИХР. Туку се зборува за гласање на диаспората електронски или на далечина и за некои дополнително правила околу финансирање на политичката кампања, што можат партиите во политичката кампања направат, особено на социјалните медии. Тие и да се воведат, да не се воведат, резултатот на изборите би бил релативно ист, бидејќи тој го дефинираат анкетите. Диаспората, ако гласа, таа би додала пратеници на Македонското собрание. Сме имале случаи кога Македонското собрание броело 127, 122 или 123 пратеника и сега тука има и политички и државен мотив. Државниот мотив е дека нашите граѓани во диаспората имаат право да гласаат. Сегашниот систем, де факто, тоа логистички им го невозможува, бидејќи некои треба да патуваат и по 1000, по 2000 километри за да стигнат до првото ДКП за да гласаат. Од друга страна имаме и политички мотив. ВМРО-ДПМН ги добива диаспората 4 на 1, 5 на 1 во последните неколку изборни циклуси. Нив има и во политички интерес да и олеснат на диаспората да гласа, бидејќи таму има повеќе гласачи на ВМРО-ДПМН одошто на опозицијата. И второто прашање, ако диаспората може да гласа електронски и подалечина, зашто не можат гласачите во Македонија? Македонија е доволно мала земја да се овозможи електронско гласање и тоа би ги направило резултатите достапни во живо време. Така што моето мислење е дека и да не се договорат, тоа нема да ја смени калкулацијата за предвремените парламентарни избори, поверојатно е дека Мицкоски во обид да ја затвори таа дебата ќе ги донесе изборните промени дури без консензус. Расовски, благодарам многу за оваа анализ. Фала на поканата. 300 евра за испит, приведена професорка од Универзитетот во Штип со парите во раце. Министерството за здравство тврди дека хируршките сали се во функција. Опозицијата обвинува дека здравјето на граѓаните е во ризик. Системот за климатизација се уште чека дел од Италија. €300 за испит побарала професорка од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Студент од Турција ја пријавил во полиција, па со обележани пари отишол на испит, била приведена со парите во раце. Од универзитетот ги охрабруваат сите кои имаат информации за корупција да пријават, а велат дека во академската заедница нема место за никој што ја злоупотребува својата позиција. Професорка на факултетот по медицински науки при Штипскиот универзитет е лишена од слобода поради примање подкуп од студент за да положи испит. Како што информираат од СВР Штип, вчера во 11:45 полициски службеници ја привеле 39 годишната ТА поради основано сомнение за сторено кривично дело примање подкуп. На 22 овој месец 26 годишен студент од Република Турција пријавил дека професорката му побарала 300 евра за да положи испит, кој дополнително го полагал на 29 јуни. Откако ТА ги примила кримтехнички обработените евра, полицијата ја лишила од слобода, задржана е во полициска станица, парите се одземени, а по документирање на случајот против неа ќе биде поднесена соодветна пријава. По немилиот настан реагираше управата на УГД, која наведе дека иако се залагаат за висок интегритет, ниту еден систем не е целосно заштитен од поединци кои свесно ги прекршуваат законите и ја злоупотребуваат довербата што им е дадена. Токму затоа целосно ги поддржуваме активностите на надлежните институции во борбата против корупцијата. Само со професионални законити и неселективни постапки може да се откријат, санкционираат и трајно да се отстранат ваквите појави од академскиот систем. Веруваме дека токму ваквите постапки се единствениот пат кон поселни, поздрави и покредибилни институции. Така се штитат интегритетот, угледот и достоинството на високото образование и се зајакнува довербата на јавноста во академските институции, се вели во соопштението од УГД. Само со навремено пријавување, професионално постапување и доследно почитување на законот, можеме да изградиме систем во кој знаењето, честноста и личниот интегритет ќе бидат единствените критериуми за успех, а оние што ја злоупотребуваат довербата што им е дадена, нема да имаат место во академската заедница. За Сител, Трајан Ристовски.
За корупцијата во здравството најчесто се плаќа за побрз преглед кај специјалисти кревет или операција без чекање. Истражувањето на ЕС покажало дека речиси 84% од здравствените работници сметаат дека корупцијата е делумно или многу распространета во секторот во кој работат, но само 14% од нив признаваат дека биле лично вклучени или сведочеле на коруптивен чин. Недостатокот за термини на преглед кај специјалист, прием кај конкретен лекар, добивање болнички кревети и долгото чекање на списокот за операција ги тера луѓето да подмитат доктори, плашејќи се за своето здравје. Истражувањето на Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост кај жените покажува дека 84% од здравствените работници сметаат дека корупцијата е делумно или многу распространета во нивниот сектор, но ниски 14% од нив признаваат дека биле вклучени или сведочеле на ваква појава. Најчестиот случај на корупција е во вид на пари. Тоа се скапи подароци или воучери кои што се дават како форма на наводна благодарност. Меѓутоа има и уште посуптилни, како што е упатувањето од редовен термин во приватен термин кај истиот доктор. Значи, не е можност да биде прегледан пациентот во редовен термин кај што добил упат или дошол до приоритетен упат, упатен е на терминот кој што е приватен по пладни и треба да го плати во целост. Загрежувачко е присуството на неформални плаќања за гинеколошко-акушерски здравствени услуги. Според истражувањето, подкуп во повеќе од 50% од случаите се купува порадување со царски рез, без медицинска индикација, како изборот за конкретен гинеколог или тим за порадување. Фрапантна е информацијата дека секој пети здравствен работник слушнал или дознал дека колега или колешка побарале или очекувале сексуална услуга од пациенти. Мораме да кажеме дека е присутна не само во односот на здравствени работници со работници кон жените пациентки, туку и внатре помеѓу здравствениот персонал. Според мислењето на здравствените работници за борба против корупцијата, неопходни се системски мерки. Истражувањето на ЕС е спроведено преку анкета на 410 здравствени работници и соработници, како и полуструктурирани интервјуа со 21 директор или раководител на гинеколошко-акушерски здравствени установи. Габриела Лескова, Сител телевизија. По информациите за сериозен дефект во системот за разгладување во операционите сали на клинички, министерот за здравство тврди дека хируршките сали се во функција. Опозицијата пак обвинува дека здравјето на граѓаните е во ризик. Од заедничките служби на клинички велат дека се уште се во постапка за набавка на нов дел од Италија. Кога ќе стигне потребниот дел од Италија за да се реши проблемот со климатизацијата на хирургија? Од заеднички служби не знаат. Поради дефект во системот за ладење во операционите сали на клиниката Туарилуц, вчера беа откажани веќе закажани операции и примале само итни случаи. Од Министерството за здравство тврдат дека на сите други клиники непречено биле третирани пациенти. Најдовме бекап решение, таму веќе се работи и има моменталната ситуација не е тоа што треба да биде, значи чилерите не се сменети бидејќи треба да бидат импортирани од Италија, но бекап варијанта за да може соодветно да се дават здравствените услуги и тоа е функционално. Дефектот во климатизацијата на хирургија пак предизвика и партиски критики. Од опозицијската СДСМ обвинуваат дека власта го става во ризик здравјето на граѓаните. Кога во хируршките сали нема услови за работа, не се одложуваат само операции. Се одложуваат нечии надежи за оздравување, се продолжува нечија неизвестност, се доведува во прашање безбедноста на пациентите. Кој гарантира дека одложувањата се безопасни? Кој ќе сноси одговорност ако се случат компликации поради чекање за операција? Поред информации на Сител од клинички, кон крајот на минатата недела поради високите температури прегрел системот за ладење на хирургија, а температурата во дел од салите била неподносливо висока, што пак представува ризик од инфекции за пациентите. Александар Динев, Сител телевизија. Пожарот кој избувна на Велес попладнево предизвикуваше неголема загриженост кај службите но и локалното население. На терен попладнево делуваше и еден воздухоплов на дирекцијата за заштита и спасување. Нов пожар денеска беше пријавен и на депонијата кај Визбегово. Алармантно кај Велес. Густиот црн чад кој се гледаше од целиот град ги вознемири велешани. Официјално гори сува трева и ѓубре. Овој пожар во овој момент е ставен под контрола. Храбрите велешки пожарникари
со поддршка на тим од национални шуми, успеаја да воспостават контрола врз овој пожар. Поддршка даде еден ер трактор на дирекцијата за заштита и спасување. Во овој момент наредив негово повлекување, бидејќи нема потреба од ер трактор понатаму да действува на овој пожар. Надлежните регистрираа пожари на отворено и во Старо Нагоричане, Дојран, Долнени и Битола. Вториот тежок пожар се наоѓа на територијата на општина Дојран, овој пожар избувна на самата гранична линија, односно на граничниот премин помеѓу Македонија и Грција. Истиот почна да се шири во двете насоки, кон грчка и кон македонска страна, денес попладне, а нешто потоа се искачи по блиските ридишта на терен кој што е исклучително тежок за движење, обраснат со многу трња, грмушки и друга висока вегетација. Се закануваше овој пожар поради ветор кој што се уште дува да се движи во насока на куќите, но благодарение на акцијата на пожарникарите, гевгелиските пожарникари кои што работат на негово гаснење, со поддршка на доброволци пожарникари од Дојран, веќе е воспоставена делумна контрола и очекувам во наредниот период да биде воспоставена целосна контрола и истиот да биде изгаснат во текот на ноќта. Меѓу 7 регистрирани пожари денеска повторно депонијата кај Бизбегово шуто Оризари. Оваа точка гореше и вчера попладнето. Изутрината повторно гореа сува, трева и отпад во близина на неколку куќи кои се наоѓаат на територијата на шуто Оризари. Визбегово шуто Оризари и оваа година е критична точка за скопските пожарникари, кои во минатите денови беа принудени неколку пати да интервенираат на овој потек. Само лани шумските пожари направија штети од околу 50 милиони евра. Македонија во последните 7-8 години се почесто се соочува со пожари на отворено во летниот период. Даниел Василев, Сител телевизија. Командантот на сојузничките сили на НАТО за Европа, генералот Алексус Гринкевич, е во посета на македонските војници, а попладнево во Министерството за одбрана и Генералштабот на армијата оствари средба со министерот за одбрана Владо Мисајловски и началникот на Генералштабот на арма генерал мајор Сашко Лавчиски. Генералот Алексис Гринкевич, како командант на сојузничките сили на НАТО за Европа, ја има севкупната команда над операциите на НАТО на стратегиско ниво и своите должности ги извршува од седиштето на Врховната команда на сојузничките сили во Европа, во Монск, Кралството Белгија. Согласно програмата за посета, утре генералот Гринкевич во присуство на генералот Лавчиски ќе ги посети припадниците на армијата на настан што ќе се реализира во касарната Илинден во Скопје. Во продолжение